Почитувани, добар ден, јас следите Црвена линија. По неколку години Скопје ја отвори празничната сезона со осветлување на новогодишната елка на плоштадот Македонија и почеток на новогодишната зимска бајка. Со светилки, божиќен базар и музичка програма, градот повторно добива празнична атмосфера. Дел од граѓаните го поздравуваат украсувањето, додека други сметаат дека средствата можеле поинаку да се искористат. Новогодишната ноќ ќе биде во знакот на македонски изведувачи и забава за сите генерации. Но дел од јавноста очекува поголем спектакл со странски имиња. Празнично украсување на главниот град. Магија или непотребен трошок? Дали македонски пејачи се вистински избор за новогодишната ноќ? Тоа е она што ве прашуваме денес во Црвена линија. Верувам ќе имаме богата и секако исклучително добра дискусија со вас. Телефонскиот број ќе биде активен, тоа е 02-307-0005, така да секој ден од вас е добре дојден да ги даде одговорите, своите ставови и мислења. Но кога сме кај прашањата, еве да подсетиме да бидете дел од денешната анкета на Црвена линија. А како да бидете дел до неа? Треба пред се да не заследите на Инстаграм, се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Штом не заследите на Инстаграм, веднаш кликнете на Инстаграм стори. Таму во текот на целиот ден е поставено прашањето дали ќе ја дочекате новата година на плоштад Македонија. Тоа како што гледате изгледа вака, имате две опции за одговор да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а како и во секој едно издание, Црвена линија ќе ги сумира резултатите во проценти и ќе ги соопштиме конкретно во денешно издание. Ова Црвена линија ќе ја започнеме и со прилогот на Симона Петровска. Луда забава. Па ајде да пробаме луда забава. Не ветуваме ништо, ќе се потрудиме да биде лудо, како што кажува таму. Ние ќе бидеме такви какви што сме, па. Вака со неколку зборови опишаа каква забава ќе приредат македонските пејачки Тамара Тодевска и Каролина Гочева, кои ќе бидат дел од програмата за дочекот на новата година. Со нив на бината ќе се најдат и Лара Пајак, Лина Пеовска, Кукулеле, Мила Кузмановски, Двабона и Огнен Здравковски. Посебна атмосфера, богата програма со забава, музика, многу подароци и изненадувања за сите генерации, најавува градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. За прв пат Скопје нуди континуирана и разновидна празнична програма за сите наши возрасти. Секој викенд од 12 до 14 часот содржините се целосно посветени на нашите најмлади, со анимации, креативни работилници, интерактивни активности и празнични изненадувања. Во вечерните часови програмата е наменета за младите и возрастните, создавајќи топла и жива празнична атмосфера. Централниот дел од новогодишната програма започнува на 27-ми, период во кој градоначалникот Ѓорѓиевски смета дека Скопје ќе живее во полн празничен ритам. Посебна можност во празничните денови градот ќе им даде на талентираните средношколци. Ѓорѓиевски додаде дека на 31 декември Скопје ќе има централна манифестација за дочекот на новата година, додека пак општините дотогаш ќе организираат настани. Сепак, новата 2026 година ќе биде дочекана без огномет. Прославата на плоштадот во Скопје е организирана од државната видеолотарија која ќе ги плати музичарите, додека пак украсувањето на градот ќе биде од градската каса и ќе чини нешто помалку од 70.000 евра. Денеска се украсуваше плоштадот, а се поставуваше елката и дрвените куќарки. А ние почнуваме со вас. Уште еднаш ве подсетувам, особено за оние кои што ќе посакате, верувам ќе имаме такви гледачи за прв пат да се вклучите во Црвена линија. Добре дојдени сте со вртење на телефонскиот број 02-307-0005. Денес Црвена линија ве прашува празнично украсување на главниот град. Новогодишна магија или за вас непотребен трошок? Дали македонски пејачи според вас е вистински избор за новогодишната ноќ? Дали имате поинакви очекувања? Секако одговорите ги
очекуваме од вас. Но кога сме веќе кај мислењата, споделување на ставови, давање одговори, да ве подсетиме да бидете исклучително активни на социјалните медиуми. Побарајте на Facebook, веќе на профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија, исто во текот на целиот ден е објавена темата, а на Facebook изгледаме токму вака. Прашуваме празнично украсување на главниот град, новогодишна магија или непотребен трошак. Јас верувам ќе можеме да покажеме како изгледаме на Facebook. Пишувајте коментари, секако тоа се одговори на денешните прашања, а во текот на ова издание секако ќе ги споделуваме и со гледачите во живо. Но да почнеме со дискусијата. Добар ден! Вака, сега една напомена до сите гледачи, особено до оние кои што прв пат ќе се вклучите. Имаме исклучително важно техничко правило. Треба да се почитува се со цел да имате, да не изгубите впечаток дека не сте вклучени во Црвена линија. Добро и да се слушнеме. Намалете го веднаш тонот на ТВ приемникот. Тоа е се што треба да направите по вртање на нашиот број. Добар ден! Добар ден! Убав ден во Црвена линија. Сте повелете. Видите, за новогодишна магија, за да имаме, ова е непотребен трошок, за да имаме новогодишна магија треба многу поважни работи да се решат во градот. Например, сообраќајот, катастрофа, нема улици за десно, семафорите прекрчени, градот е загаден од воздухот, возилата седат со сати на раскрсници и како ја, например, да излезам на прослава. Па што барам на таква прослава, кога треба еден саат ја да патувам, да додам до прославата и да се враќам уште еден саат на прослава и да го дишам тој воздух загаден. Значи, непотребен трошок, трошокот што треба да води само треба последната ноќ, 31 и она за нова година, тоа е една мала прослава и колку да се означи новата година, а не сега 15 дена унапред трошкови да се дадат. Верувајте, градот мора да се реши сообраќајот. Ајде, доколку ќе присуствувате на плоштад, се извинувам. Како да ви кажам, нема ефект оваа прослава, ако нешто не е во ред. Да се реши џубрето едва се реши, ама макар уште имат по контейнерите џубре надвор од нив, се реши дека е некаде, ама сообраќајот невидено нешто, не може на работа да појдеме на време, не може да се вратиме, а никој не го решава. А може да се реши. Може многу просто. Така, големо благодарам. Со вас ја започнуваме Црвена линија. Останете со нас и слушнете ги останатите секако кои што ќе се вклучат во Црвена линија. Една исто важна напомена, време трајањето на едно вклучување 90 секунди, тоа нека не ве обесхрабрува. Ако ви изгледа малку и ви се потребни нови 90 секунди, се додека траеме сте добре додени повторно да го завртите нашиот број. Празнично украсување на главниот град, според вас новогодишна магија или непотребен трошок? Дали македонските пејачи се вистински избор за новогодишната ноќ? Што е она што очекувате и еве дали и вие ќе бидете меѓу оние кои што ќе ја дочекаат новата година на плоштад? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, вака сега, многу важно, верувам дека најверојатно кога имаме поинтензивно вртење на телефоните сосема разбирливо, најверојатно од едно до друго вклучување ќе имаме и поголема пауза, но еве ве подсетувам, исклучително е важно од кога ќе ве преземат во режија да го намалите тонот на ТВ приемникот, бидејќи ќе имате чувство дека некој друг зборува, а ние со нетрпение очекуваме да ве слушнеме. Ајде, добар ден. Здраво. Здраво. Се слушаме, нели? Одлично, повелете. Па види, мене ме занима колку е трошокот што ќе се направи за новогодишната ноќ, колку кошта се тоа украсување до сега, да имаме отчет што се инвестирало и со какви пари се работело и кој го изработил тоа и све останато. Не како до сега толку ќе биде волку музиката, од кај ќе биде, дали ќе биде домашно производство или пак на удовост некого ќе му ги оросат очите на некој странец.
Значи, сето тоа треба да се даде отчет. Тоа е една работа. Инаку за мене е излишно ова славење на плоштад, затоа што духот на македонецот, на граѓаните е утепан више до нема и каде со овие скапоти, несигурности и еден куп работи, така да на луѓе им е ексик век повеќе да слават нови години и да се радуваат. Али еве ќе ги цитирам зборовите на нашиот мил и драг премиер, кој рече да само морбитни овие давате изјави, вика, да бе нешто кажете за село да се расположиме, еве вика, во Европа сме биле најчист град, тоа ја го цитирам него. Значи најчист град у денови кога дуваше екстремно јак ветер у Скопје и имало многу чист воздух. Значи еколошки чист воздух сме дишеле, ама кога дуваше тие 2 дена, што не сега чист воздухот. Благодарам и вам за учеството. Подсетувам, внимавајте на време траењето, 90 секунди предвидени за едно јавување. Од тие причини се разбира времето преку тајмер се објавува на екраните за да можете да имате увид колку секунди одминуваат. Ние продолжуваме со вас и да слушнеме кои ќе бидат следните одговори. Добар ден. Добро вечер, добар ден. Добро вечер. Секако повелете. Да. Прослави секако. Обележување на празници секако. Радост од најмало до најстаро секако. Оној што не се чувствува радосен од некои него познати причини, па и не мора да се радува. А ние не може да не тераме никого со сила, ни да се радува, ни да тагува. Самиот момент, животот од пред 1000-2000 години до ден денес, луѓето со сите тешкоти во минатото, како ги имале, на цела земјина топка. Секој еден убав момент го прославувале на свој начин. И тие моменти кои му даваат надеж на човек да продолжи утре и задутре и прекутре. Значи, кој може и напротив, скапотијата за ако е скапо, а е, тоа е секаде е скапо, и во Америка, и во Јапан, секаде има проблеми со економската состојба во тие земји. Меѓутоа, баш овие на плоштади што се организираат свечености даваат можност човек поевтино да пројде, а сепак да не се чувствува осамен. Јас така гледам на се тоа. Дали еве вие ќе дочекате? Секако има и луѓе кои не се зова трошкови. Ало? Имаме и анкетно прашање, па еве и да дадете одговор. Дали ќе дочекате новата година на плоштад? Па не знам дали ќе бидам во состојба, зашто подалеку живеам, но кога би можела, секако би отишла. Во минатото одев, да, помлада бев и одев. Точно е така и убаво беше, весело, пријатно. Така, благодарам многу за учеството и споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжете и вие понатаму да не следите. Ние подсетуваме централно прашање во ова денешно издание на Црвена линија е празнично украсување на главниот град. Новогодишна магија или непотребен трошок? Дали македонските пејачи се вистинскиот избор за новогодишната ноќ? И секако прашање кое што е анкетно и можете да го одговорите и на Инстаграм е дали ќе ја дочекате новогодишната ноќ, односно дали ќе ја дочекате новата година на плоштад Македонија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден или добро вечер веќе? Добар ден. Дали може еве од режија да ми дадете знак или било што да знаеме дали имаме некого на линија, бидејќи или да ни помогнете, се исклучила гледачката најверојатно беше. Не се исклучувајте, велите дека тешко се добиваме, а она што е најважно, само намалете го тонот на телевизорот. Може би од тие причини се случува да немате впечаток дека веќе со нетрпение очекуваме да го дадете одговорот и дека веќе сте во програма. Добар ден. Добре, јас ќе му дадам време на времето. Се чувствува дека имаме некого на линија, но најверојатно овој пат ќе имаме поголеми паузи меѓу вклучувањето. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Само една минута, ве молам. Ало. Еве слушаме, повелете. Вака, се ова што јас се ова комано. Се ова што е направено во Скопје
за дочека новата година е за голем поздрав. Со години вака не е направено и со години вака не е дочекана новата година. Со години дојдувавме разноразни звезди, кобајаги звезди под наводници од бивша Југославија, нашите македонски пејачи, пејачки звезди и така натаму ги стававме во втор план. Затоа е ова за голем поздрав и ова треба да продолжи и понатаму. Нова година еднаш во година. Ќе се подкрепат 100.000, 150, 200.000 евра, тоа не се ништо пари во однос на вкупниот буџет на град Скопје. Скопјани тоа го заслужуваат и треба да им се честита на градоначалникот Орце Георгиевски и на неговиот тим. Благодарам. Дали ќе дочекате на плоштад во Скопје Не. или во Куманово? Во Куманово со друштво ќе видиме организирани, меѓутоа ме радува што ова вака е направено. Во ред, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Продолжете да не следите, останатите ве охрабрувам, доколку ви не можете да не добиете или едноставно ви е многу полесно да земете учество во Црвена линија преку социјалните медиуми, пишувајте коментари. Уште еднаш ќе ви укажам како изгледаме на Facebook. Истата објава и темата за која што зборуваме денес е и на зидот на Телма телевизија. Прашањето е како за гледачите во живо, така и овде на Facebook. Празнично украсување на главниот град, новогодишна магија или непотребен трошок? Па, добро вечер. Добро вечер, Тина. Игор, голем поздрав до вас. Битолак се подготвували за новата година? Па, јас сум пејач, Тина. Пејач. И сакам да забавувам, сакав да учествувам во пеење, ама не можам да се споредам со некои, например, пејачи. Јас сум пејач, можам да ви запеам ако сакате. Вака, сакаме да ни даете одговор на прашањето. Празнично украсување на главниот град, новогодишна магија за вас или непотребен трошок? Новогодишна магија. Новогодишна магија. Тина, ќе ви запеам нешто да... Вака, сега, Игор, драго ни е што и редовно не следите и секако секоја можност ја користите да земете активно учество во Црвена линија. Но ги замолувам сите гледачи да се држиме до темата. Аз верувам дека имате неизмерно многу таленти, желба, кој за пеење, кој може би и за нешто друго, но на вистина Црвена линија е предвидена во однос на темите да дискутира со граѓаните. Конкретни сме, имаме прашања конкретни, така да очекуваме и ваши одговори. А и пожелно е да се држиме до темата, особено за оние гледачи кои што може би малку подоцна ќе се вклучат, па нели да не ги насочиме во поинаква насока и да мислат дека темата е може би некаква музичка или останат. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Да си ми жива и здрава. Секој добро и вам. Благодарам. Слушај, јас слушам глас тук, не е битно, нека е жив и здрав. Јас ви се јавувам од Германија, драга господјо. Многу ми е драго. Каква е новогодишната магија во Германија? Уште се спрема и е направено прилично, ама се спрема, луѓето сакат да уживат. И јас сум за тоа не само ептен младите, него и деца и возрастни треба да се радуваат. Треба секој радостта да си ја имат, да си ја поделат заеднички, да си честитаме и тие работи. Да се понадевам и кај вас е добро, ти гледав дека е позачистено убаво, па средено сега, стварно што рече предходникот, градоначалникот, направи многу убави работи. Едно прашање, дали е во Германија, се извинувам, ме слушате ли? Нашите македонци во Македонија. Дали од Германија ќе дојдете за празниците во својата татковина? Не можеме до тога и кој знае времето како ќе биде. Не сум веќе у млади години, возрастен човек сум и... Така, но доколку би биле во главниот град, дали би ја дочекале новата година токму на плоштадот Македонија? Јас ако бидам у Скопје, јас 100% имам своји фамилии по Скопје, пријатели тешки имам, секако би останал во Скопје да го видам тоа чудо со години што си го посакуваше македонскиот народ.
Така, големо благодарам. Пред се што еве црвена линија ја следите дури и од Германија. И тоа не е ретко случај со оглед на тоа што сите оние, барем со напредокот на технологијата, имаат можност да ја следат и гледаат црвена линија насекаде, па дури и активно да учествуваат во неа. Благодарност до гледачот и продолжуваме секако понатаму со вас. Добар ден. Добар ден. Љупчо, празнично украсување на главниот град, новогодишна магија или непотребен трошок? Види, сега ти кажам една работа, имам своје мислење, меѓутоа ќе бидам неутрален и нема да кажам ништо затоа што ако кажам дека е трошок без везе и ако кажам дека треба парите да се пренасочат сепак да се помогне некоме, ќе ме нападнат дека ете ваков си, таков си. Ова беше муабет од минатата година, што го правиме, тогаш викам дека треба малку да се кити, а тогаш бе не знаеш, па пронего широко груди, па викам не зашто ги трошиме парите, кога имаме толку луѓе што ни копаат по кантите, меѓутоа оваа година ги заборавме тие луѓе исто, кога да не постојат, битно е да се украси. Иначе неа некоја, да ти кажам, посебно така да осеќам нешто дека иде нова година, си ги чекам празниците што доаѓат преку славата, па после тоа се спремам за Божик и таква работа. И мислам дека јануар е долг месец и ќе видиме, ќе разговараме, околу пејачите ќе разговараме на 2-3, ќе покаже времето дали е прав извор. Па тоа е, иначе неам обичај, никогаш не сум отишол на площад, да ти кажам право да чекам нова година, затоа што ние таму покажуваме една масовна некултура и поише се плашам дека може нешто случајно да ви се случи. Знаете, оној мирис на петарди што ќе почне да се фрла и све останато. Едноставно не сум присталица на тој тип прослави. Јас сум речеме за она старано, да не речем од 80-тите години, тезгите и тие таа гужва пред новогодишна, сајмите што беа. Ова веќе ми живеа на работа со... Така, благодарност вам за учеството и за споделеното во црвена линија. Ние продолжуваме понатаму и да подсетиме она што се ветува за новогодишната ноќ и дочекот на площадот Македонија дека ќе биде лудо. Односно, ова со неколку зборови на овој начин, каква забава треба да очекуваат граѓаните, укажаат токму популарните македонски пејачки Тамара Тудевска и Каролина Гочева, кои воедно ќе бидат и дел од програмата за дочекот на новата година. Со нив на бината ќе се најдат и Лара Пајак, Лина Пеевска, Кукулеле, Миле Кузмановски, Два Бона, Огнен Здравковски. Посебна атмосфера, богата програма се ветува со забава, музика, многу подароци и изненадувања за сите генерации. Ние во црвена линија ве прашуваме празнично украсување на главниот град, новогодишна магија или непотребен трошок. Добро вечер. Добро вечер и убав ден. Убав ден и вам. Да ве слушнеме. Вака, ја од село се јавувам, али пред 2 дена и до у град у Штип. Добро. Еве, на вие потпоролите и апелирам да дојдат у Штип, да видат какво чудо направи во градоначалниче. Оти Сара до Отиња дека се прави браната. Тоа е Ротердам, господице. Вакво чудо Штип не е имало 80 години јас сум. Како памнам, вакво чудо не е било. Сега, ако не се украсе, одма потморолите, зашто не се украсува? Ако се украсе, зашто тие се фрлат пари? Нели ги гледаш од медиум на медиум кој ти е во и како трескат глупости? Да не ги навредуваме гледачите, ве молам. Кој брка по канци, господице? Лажговци лагат, нема работници. Вака сега уште една напомена, односно опомена до гледачот, ве молам. И револтирани, и гневни, ке се вклучи црвената линија, нема потреба да ги навредуваме останатите гледачи, секако со навредливи зборови, доколку еве искажат некое свое мислење кое е поинакво од она што го мислите вие. Да се држиме до нивото и етиката во црвена линија. И ќе биде вклучена. Значи нема потреба, може да сте револтирани, гневни, тоа е разбирливо, некои гледачи навистина имаат таква емоција, но сето може да биде направено поинаку, односно да го искажете вашиот став, а во поглед на тоа да бидат целосно исклучени навреди, говор на омраза или говор кој што алудира на насилство. Секако недопустливо е употреба на било какви вулгарни зборови и пцости. Продолжуваме. Добар ден.
Добро ден ти на... Ве слушаме, повелете. Поздрав, така, малку... Дај, немој негативна енергија да ни унесува пред празнично расположението, убаво. Ве слушаме, еве, повелете. Вчера за Мерак беше старт на осветлувањето во штадот, значи радост за дечиња, за сите. И така треба, што позитивна енергија тина. Поздрав од Пинтија и поздравуваме све ова што е убаво, значи нормално. Да биде за сите убаво за дечиња. Поздравни. Се извинувам, еве, вие како граѓанин, како ја замислувате најбавата прослава која што може да ја доживеете на плоштад како што е нашиот Македонија? Кој може доди, разбираш? Ќе оди, ај, со бабата може кидеме, не се знае. Така, но што очекувате еве вие? За вас што значи убава и луда? За Мерак си. Джускај си таму, сакаш, никој не те. Така, само со позитивна енергија. Поздрав ти, не. Поздрав, останете позитивни, останете со црвена линија. Благодарам за вашето учество. Добро, ние понатаму продолжуваме. Секако време е да почнеме и со коментарите, односно одговорите кои што пристигаат на нашиот зид на Facebook, поточно на профилот на Црвена линија. Празнично украсување на главниот град, новогодишна магија или непотребен трошок. Еве што напиша Симона Мони Ристеска. Ова е за џабе трошење пари. Зошто мојот став е дека институциите се пропадната инвестиција во Македонија. Наместо да се помогне на оние што бараат помош, они трошат толку 1000 евра за една ноќ, која што е како сите други ноќи. Немало и ке нема во Македонија правда, а тој што си нема, пак ке нема, а тие што имаат малку му е, па трошат на глупости. Благодарност до Симона. Бидете активни на Facebook, секако ќе се читаат коментари меѓу клучувањата на гледачи. Добро вечер. Ало? Добро вечер, ве слушаме во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Вака, значи во врска со прашањето. Многу е значи убав момент затоа што назад со годините немавме воопшто некоја атмосфера позитивна, новогодишна. Значи, после короната имавме епидемија на депресии, па некоја епидемија на политичка депресија, сега нели ново настанати случаи во врска со политиката, напнување секој ден, па нели ни треба навистина некоја новогодишна магија, човекот да се подигне малце во државата, да се расположиме малку, да излеземе од депресија, да ги расположиме малце децата, внуците. Така ли е? Треба ли да ги изнесеме на плоштад, пошто таму е центарот на таа магија? Да се радуваат децата, да го чекаат Дедо Мраз како другите години кога сме биле ние во нивните години. Сите сме одале на плоштад, сме чекале да се симне Дедо Мраз, нели од хеликоптерот. Сите сме се радувале. Имало тезги со честитки, па тоа било радост. Така се качи имунитетот кај луѓето и кај децата. Само радоста може да го качи имунитетот. Зашто да е непотребен трошок? И сегдека во свет има сиромашни и сиромашни и богати. Сите се радуваат на таков момент. Сите се заедно, кога има некое славење, као новогодишни празници, божикни празници, сите славиме. Големо благодарам и вам за учеството и секако за одговорите во Црвена линија. А ние продолжуваме секако со вас и подсетуваме да бидете активни додека трае Црвена линија, особено со пишување коментари и тоа воедно се и одговори на денешното прашање на Црвена линија. Празнично украсување на главниот град, новогодишна магија или непотребен трошок. Па добро вечер веќе. Добро вечер. Ве слушаме, повелете, во Црвена линија сте. Во Црвена линија сум? Да, ве слушаме внимателно, повелете. Па вака, сега ја ќе речем, јас сум на линија. Да, ве слушаме внимателно, продолжете. Вака ќе речем, овие празнични што ги прават сега, многу е рано за нова година. Тоа треба една недела пред да почне нова година
и да се направи. А во Скопје главен град, тој може туристи да привлече, можеше уште од 20 значително да доаѓат луѓе да се снима, тебе таму Нова година помина, па таму ќе каже во неговата земја гледаш бев во сонцето каде што изгрева и така ќе имаше реклама и тој дека бил на залезот на сонцето или изгревот. Така и ние се занесуваме, не се фатиме за некоја работичка да им дадеме занимација на сиромашкиот народ, него само на телевизијата слушаме овие глупости, собраќајки, се запалиле луѓе од небрежност и така натаму. Овие сега пак работи, што рече господја пред мене. Тоа е една вечерка да се осеќат и децата елан да му дадеш во 1. јануари. А потоа доаѓаат божикни празници. Јас не знам, се надпреваруваат сите што се китаат. И вие како водителка знаете што сакам. Така, благодарам за активното учество во Црвена линија. Останете со нас. Ве префрлам повторно на Facebook. Драго ми, активни сте, има поприлично коментари, а продолжуваме со она што го напиша Тихи Дон. Вистинската нова година е на пролет, ниту е на 1.1, ниту на 14.1. Ова е само трошење на пари и извртување на фактите. Благодарност до Тихи Дон. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер, убава вечер, ако сум на линија. Секако, повелете, ве слушам. Благодарам. Ајде вака да почнам прво со нашите пејачи. Значи, ги имаме толку многу, толку убаво пејат и само ќе набројам неколку. Ќе земеме Крумбен Спасовски, Наум Петрески, Пепи, как се од Вевчани, Благоја Груевски, Миле Кузмановски, и многу други, да чеме наши пејачи врвни, кои што толку пеат и ги признава надвор од нашите граници као добри. Значи, од женските ќе земам Калиопи, ќе земам Гочева, ќе земам Блага Петреска и понатака и други, да чеме. Меѓутоа, сум и за тоа да се украси градот, да има еден амбиент, значи да може што се вика, да има каде да се собереме. Тоа не е за јадење и за пиење, него да се собереме, музика, разговори и така натака, но едно ми смета тамо, и јас веќе повеќе од 25-30 години не одам, само ради тие многу петарди, нема ваздух да се диши. Толку е ваздухот ќе биде измешан со барут и да ми сметаше последниот пат кога бе, јас на пола, да речеме, приредба, јас се заминав дома и поќе не отидов. Се е убаво, ама треба да се контролира, значи употребата на тие пиротехнички средства. Ако не се контролира, стварно значи има и деца и се, штетно делува по. Благодарности вам за споделеното со гледачите. Еме, ќе подсетиме дека сепак новата 2026 година ќе биде дочекана без огномет. Прославата на плоштадот во Скопје е организирана од државна видеолотарија, која и ќе ги плати музичарите, додека пак украсувањето на градот ќе биде од градската каса и ќе чини нешто помалку од 70.000 евра. Се украсуваше плоштадот, се поставуваше елката и дрвените куќерки, а и сечено беа вклучени, што значи новогодишната магија на градскиот плоштад во главниот град започна. А ние ве прашуваме во Црвена линија празнично украсување на главниот град, дали тоа за вас е новогодишна магија или непотребен трошок. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Јас ќе подсетам дека секако предност даваме на гледачите да не чекаат предолго на линијата, така да повртењето на бројот 0230700005, јас ве замолувам веднаш да го намалите тонот на ТВ приемникот. Најверојатно таа причина и се исклучувате, бидејќи ако не е намален тонот на телевизорот, немате чувство дека веќе сте вклучени и чекаме на ваш одговор. Ќе се обидам уште еднаш. Добро вечер.
Добро, да не слушаме постојано тит, секако имаме одговори и на Facebook. Тихомир Спасовски што напиша на нашето прашање празнично украсување на главниот град, новогодишна магија или непотребен трошок. Тихомир напиша непотребно. Парите да се пренасочат за лекови на пациенти со ретки болести и онколошки пациенти и пеачите нека настапуваат хуманитарно. Благодарност до Тихомир за одговорот, учеството. Па ајде сега да видиме во живо дали ќе имаме исклучување или ќе имаме конкретно одговор. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер и вам. Повелете, ве слушаме. Па вака, до година нека направат провизионни петарди кои се прават и небесно тело до згора и кога ќе музиката дојде 12 часот и тоа со струја ќе светнува, гаси и ќе има како петарди да пука, тоа можат нашите фантазери, нели знаат многу на работа, не сакат една машина за рециклација на ѓубре да си направат во градовите и ќе ми изборуваат петардите, многу тоа, многу, па кој гинат секој ден луѓе. Ај пријатно. Се најубаво. Се најубаво и вам. Продолжете секако да не гледате понатаму. Благодарам за одговорите. А ние продолжуваме понатаму. Подсетуваме денес во Црвена линија со вас дискутираме на тема дочек на новата 2026 празнична атмосфера, празнично украсување на главниот град и дали за вас тоа е новогодишна магија или непотребен трошок. Добро вечер. Најверојатно денес со линиите нешто е тит, чекаме, но ништо страшно. Ајде одиме онаму каде што навистина имаме голема активност, а тоа е на Facebook. Маја Наскова напиша: наместо едноставна, елегантна и достоинствена елка, топло осветлување и јасна тема. Добивме пренатрупано со украси, мешани стилови и бои, визуелен хаос што повеќе збунува отколку што радува. Благодарам и за Маја, па да ве слушнеме сега дали имаме живо. Добро, може би имаме и блокирање веќе на линиите. Јас секако ќе ве подсетам секогаш да имате во предвид да го намалите тонот на телевизорот. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Ало? Ве слушаме во Црвена линија, сте. Па добро. Па видите вака, ми се чини се работеше негде за цела работа, цела фешта ќе биде некаде околу, ќе се потрошат некаде околу 70.000 евра. Дали ќе биде то се вкупно со се настапите на плейбек, настапите на пејачите, бидејќи плейбек ќе биде сето, само ќе се појават една-две номери, на микрофон ќе кажат среќна нова и толку ќе биде, а пари ќе се земат исто како да настапиле во живо. Устори тие во живо ќе бидат таму. Значи ќе се појават во секој случај. Меѓутоа, за разлика од минатите години, кога за еден пејач се даваја толку и повеќе пари, и то дојде некаде од бившите ју простори, така да ова и не е толку скапо, меѓутоа народот горе-долу ќе се собери, ќе се забавува кој колку. И толку луѓето ќе се видат еден со друг, ќе се честитат во живо и толку ќе биде. Благодарам и вам за одговорите и она што го споделивте со гледачите. Продолжуваме понатаму. Ајде да видиме што ќе бидат следните одговори. Добро вечер. Добро, најверојатно, како што кажав, денес имаме подолга пауза меѓу вклучувања.
Но имаме и коментари. При да преминам на коментарите, едно подсетување во однос на тоа каде и како можете да се информирате за случувањата и дома, но и во светот, секако брзо и ефикасно доколку кликате на telma.com.mk. А во однос на новогодишната програма и што треба да очекуваме за дочекот на новата 2026 година во однос на новогодишната ноќ и генерално новогодишната програма, задржете го своето внимание на насловот богата новогодишна програма, но без огномет, најави Ѓоргиевски. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Тина. Да? Слушај, за главниот град не знам како е, ама имам спремано една биста од Тито и ќе ја носам у прилеп да ја поставам тамо на улицата, дека е тоа другарче од Тале или како му име. Малку да го украсам у градот со Тито. Ајде, во однос на украсувањето, новогодишната магија, според вас еве дали е добро да се има новогодишна магија или сето тоа за вас е непотребен трошок? Слушај. Цело време ве слушаме, продолжете. Убаво е, али ако кошта тамо 17.000 евра, ако кошта 17.000 евра, ако они украдат половина од тие пари, на шо личи тоа? А кај нас у Македонија само тоа се работи. Доколку сте еве во Скопје, би ја дочекале ли новата година на плоштадот Македонија? Не бе, јас се јавам. Добро, благодарности вам за одговорите. Ајде да видиме што кој напиша на Facebook, секако има многу коментари, па ќе продолжиме со она што го напиша Најки Зарков. Празничното новогодишно украсување е вистинска новогодишна магија, особено за децата. Поздрав до вас, Тина, поздрав до господинот Најки, благодарност за учеството, односно за коментарот. Ајде да видиме во живо, понатаму продолжуваме со вас. Празнично украсување на главниот град, новогодишна магија за вас или непотребен трошок? Добро вечер. Добро вечер, Тина. Одлично ве слушаме. Продолжете. Вака, сето тоа е во ред. Добре, убаво е да се украси градот, да народот да прослави нова година. Само едно не заинтересира, него ме интригира во врска со музичкиве звезди, настап на музичките звезди. Борец, оние ако преку цела година немале настапи и не собрале средства, па за една вечер може гратис да настапува за нова година, ете за радост на граѓаните. А што мора? Демек, орце се вади на начин дека спонзори пејачите ќе ги плаќаат. Борец спонзори, ама тие спонзори нешто градот треба да им узорати за тоа. Мене ме боли тоа пејачите. Па ако преку цела година они не собрале средства, па една вечер може да пеат бесплатно, бетина. Не сакам да речам дали сум во право, ама мислам дека сум во право. Не е во ред од нивна страна една вечер да пеат. Што е тоа? Не е ништо. Ако они цела година не собрали средства, па сега ќе бараат за една прослава новогодишна, ќе бараат средства од градот, па нека остане во буџетот на државата. Тие спонзори ќе ги дадат тамо. Спонзорите мора да се вратат со нешто, градот Скопје, орце мора да им врат. Ќе им помогне нешто, коду пануа, реклами на фирми, тамо, вамо. Тоа ќе се врати од градот Скопје. Од касата на градот Скопје.
Благодарам и вам за споделеното. Ева уште еден коментар. Ќе отвориме бидејќи пристигна и со фотографија. Горан Целески напиша: ако ова елка вреди 70.000 евра, тогаш некој го излажа лорце, нека му ги вратат парите. Благодарам и вам, Горан. Ние одиме време за реклами, но останете со Црвена линија по рекламите и резултатите од анкетата. Да погледнеме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не, учествувате на утрешната анкета. На ова, во текот на денот, на прашањето дали ќе дочекате новата година на плоштад Македонија, со да одговорија 13%, со не 87%. Тука останува да ви се заблагодарам, се разбира, за учеството и тоа што не следите редовно како Црвена линија утре нова тема, нов предизвик. Информирајте се на telma.com.mk и гледајте директно со Младен Чадиковски. Довидување од мене.